Почитувани гледачи, добро вечер, ново издание на Аргумент Плюс, последно за оваа работна недела. Јас во најавата во Дневникот кажав дека денеска ни гостуваат двајца гости, кои за себе велат дека не се чувствуваат како политичари, но сакаат да дадат и да помогнат во делот на политиката со цел да се унапреди државата врз основи на своето искуство, кое што го граделе повеќе децении живејќи и остварувајќи, привредувајќи надвор од државата, едниот на европскиот континент, повеќе другиот во Соединетите Американски држави. Вечерва со нас во Аргумент Плюс се господата Јорго Огненовски, председател на Демократи партијата. Добро вечер, Огненовски, благодарам што сте дел од ова издание на емисијата. Добро вечер, благодарам што ме поканивте. Така и господинот Трифун Костовски, посебна најава не треба, стопанственик, етаблирани дома и надвор. Поздрав до вашите гледачи, до слушателите и да им ги честитаме новогодишните божични празници сега кои што следат тие кои така, јануари, богат месец со празници, кои се од православната вера. Така да, нека ни чести денот Божи, сега иде Василица, после во Јордан, па доаѓат и другите светеатраси, така натаму. Така. Убави денови. Убави денови во секој случај, убав месец, нова година, нови почетоци. Да поразговараме малку еве околу тоа кога размислував како да ве врзам, она што е основата или нели НЗС што го викаме е вашето искуство и дали Македонија барем со нешто малку наликува кон западните европски и Соединетите Американски држави, зашто да не ние клониме за да ги воведеме тие стандарди, меѓутоа некако тешко ни одеве. Што треба Македонија за да заличи барем малку од малку на тие модерни европски држави? Огненовски, вие? Прво, Македонија да заличи на европските држави, на Соединетите Амерички држави, се разбира, треба да размислува на две работи. Да се уништи овој криминал што постои, политички, стопански криминал, мито, корупција во оваа држава, бидејќи овде државата веќе прерасна, окупирана, прерасна во една криминална држава од страна на политичките структури кои што 32 години владеја со ова наша држава и ден денес владеат. Значи да се бориме против криминалот и да завладее правото во Македонија, како што владее во европските држави и во Америка. Јас ја викам популарно скратено. Така да тоа е многу важно, значи да се бориме против криминалот и второ да развиваме на врвна светска економија. Така, вие на времето бевте врвен спортист од времето на Југославија, стигнавте до Холивуд во Соединетите Американски држави, таму долги години работевте и се вративте овде со цел да помогнете да се подобрат состојбите и се активиравте политички. Како го гледате мегданот за политички активизам овде во држава Огненовски? Па видите, мегданот за политички активизам е на нула, минус нула. Затоа што да почнем прво од кривичниот, поточно се извинувам од изборниот законник, кој што ние како демократи го сметаме криминален, донесен на еден легален начин во собрание од пратениците пред 2 децени и самиот изборен законник е криминален. Еве само еден пример ќе кажам, многу луѓе вика ние сме вработени во јавните институции, нас не заплашуваат. Со самото што му се заканувате на луѓето да излезат да гласат, тогаш тоа е криминален систем, значи број еден. Но да не зборувам, има во проблеми што ние како нови партии, да речеме, што не сме дел од нивните така, коалиции. Така, не сте парламентарна партија. Не сме парламентарна партија, ние фактички сме оставени на милост и немилост како во некоја касапница. Одиш таму и како некој концентрационен логор и овие партии кои што владеат, тие не се големи партии, тие се криминални структури 32 години кои што го донесува овој криминален изборен законник. Пример да речеме, не сакаат и не дозволуваат една изборна единица, не дозволуваат отворени листи, без праг да биде, подеднаква распределба на финансите, подеднаква распределба на време траење на помедиумите. Да не зборуваме, еве пример сега ќе земам со претседателските избори, ние сите наводно има закон, ако сакаме да кандидираме претседател, сега во април треба да се обериме за 14 дена 10.000 подписи во некои си канцеларии на ДИК. Па тоа е скоро невозможно. Така, има 80 канцеларии на ДИК во државата. Кој некои затворени, кој отворени. Значи, ние сме оставени на милост и немилост, законот, изборниот законник, бидејќи најважно во една држава е изборите да бидат фер и демократски. Кај нас 32 години се спроведуваат криминални избори, тоа го знаеме.
Еве, Костовски. Па мислам дека Вие едно време пројавивте непосредно пред неколку месеци и амбиција за председателски кандидат. Ако рековте, ако некој нели излезе со покана за такво нешто. Амбицијата бидејќи, знаеш што, еве баш пред отпочнување на емисијата со Јорго седнавме и разговаравме и он е буквално гастарбајтер, односно наш кој што отишол надвор спечели, па доаѓа, си ја сака Македонија, исто така и јас од тие побуди се вратив во Македонија сакајќи да помогнам на мојата татковина, мојата држава. Објективно, љубовта на луѓе кои што биле од оваа грудка заминале и враќањето кон во оваа грудка е некако поснажна, барем на тие што ќе се одлучи да се вратат, отколку на луѓе кои што не го вкусиле, условно кажано, заработениот леп надвор од Македонија, кој што цел живот се одека во земја. За мене и за Јорго тоа разбрав дека политиката како професија би требало да биде најсилниот аргумент во градење на една држава. За жал, точно во овие 32 години, ние дозволивме нашава држава да се претвори во држава каде криминалот има собствена држава, криминалот и корупцијата. Се случуваат секојдневно мали афери кои што го нависина не деградираат и како луѓе овде, како што сепак достоинството е последниот чин пред моето заминување од овој свет кој што би го дозволил некој да ми го погаси. Меѓутоа, со нас се играат како да сме буквално маса, стадо овци, во кој што не терат како што ќе помислат. Факт е дека 32 години Македонија не изоде ништо напред, ако анализираме на еден полог период кон европриклучувањето, туку напротив, сведоци сме на секојдневно падање, повеќе и на крајот заклучуваме дека и криминалот, корупцијата се толку евидентни, што еден амбасадор на европска земја, Холандија, кај лидерот на Ахмети, му кажува дека во вашето владење последните 2 години правниот систем е руина. Јас сум сигурен дека Ахмети достанеш уште подолго време на власт, 100% сум убеден дека овој амбасадор ќе беше персона нон грата избркан од Македонија, бидејќи некако ни ги навреди нашите силни политичари кои што креираат нашата беда. Од тој аспект, Јорго, имаш мојата подршка комплетно. Согласувам. Може мојот вокабулар е многу подрзак, мојот малце е поблак, меѓутоа идентично размислувам, идентично сакаме нашата Македонија. Јас бев градоначалник, бев пратеник во Собрание на Република. Јас од мојата љубов кон Македонија ниту еден цент немам земена како мој надомест. Туку напротив сум давал. Браво. Еве, зошто мислите дека политичките партии, условно речено, овие поголеми или што битисуваат на политичката сцена овие 32 години, не гледаат интерес едни такви лица да вклучат во своите редови? Еве, како еден Јорго Огненовски, кој што бил првак на времето во Југославија, кој што бил се докажал надвор нели од државата во Соединетите Американски држави. Вие исто некако нема отвореност, како да кажам. Биди вака, не знам за Јорго, јас ќе кажам за себе. За мене со ништо материјално човек не може да ме купи. Не зборувам за материјално, едноставно да ме вклучи, да ви даде простор. Од тие политички партии, па точно тука сакам да го кажам. За да може искуствата од таму да ги пренесете тука, заради тоа. Тука е главниот предмет на недоразбирање мој. Јас бев во коалиција и со Социјалдемократска сојуз и со ВМРО. Меѓутоа, двете партии, начинот на кој што функционираат, не одговарат на мојот поглед кон нештата како треба да градиме државата. Секој пат при и едните избори, и другите избори, секој од тие партии се грабеше да дојде до некои позиции на некои јавни предпријатија во кои што, посебно кога станав градоначалник, не разбирав кој е таа голема желба да постои свој луѓе како директори на јавни предпријатија, господин Груевски. После тоа разбрав што е работа, дека се работело објективно за интерес на масовно вработување, па и користење на некои финансиски ресурси за партијата. Кои што објективно се крадат од моите и твоите сограѓани и од мене. Тој филм мене ќе ме немат потоа. И можеби тоа е причината што е апсолутно денеска. Знам дека сум познат и во двете големи партии, па и во албанскиот блок.
Меѓутоа, едноставно, како човек сум неприфатлив од аспект што имам свој ставови за Македонија, свој погледи и кај мене нема место за компромис кога се основните битни прашања врзани за државата, во кои што ќе правам со компромис со било кој. Нема се па сучаваат. Така. Еве Огненовски, Јас само така повелете може еве да за ова. кажам Да, за ова повелете, прашање. да. Многу едноставно, тие не сакаат честни луѓе, не сакаат хумани луѓе, не сакаат успешни луѓе, луѓе кои што без крадење стекнале нешто во животот. Не сакаат луѓе што промовираат вредности, бидејќи и овие трите партии што се, тие се тешко криминализирани партии, инфицирани. Кој да дојде гледа, вработувањата се еден од начините каде што се празни буџетот. Еве веќе ви кажам еден пример кога зборува за криминално изборен законник. Се делат финансиски средства, пример на нашата партија ќе му дадат 50-60 илјади, тие земаат по 2 милиони. Тоа ништо не е, тоа е само една завеса, тоа е една маска. Големите пари од пола милиарда евра во плати, придонеси, на тие 150 до 200 илјади вработени, и се нивни гласачи, тие ги финансираат со огромна сума, стотици и стотици милиони евра секоја година нивните партии. Замислете кој ќе имате 70-60 илјади, дали е ДУИ, дали е ДПМН, дали е СДС, тие имаат вработено и никој не знае, можда повеќе од 200 илјади. И тука никој не размислува, јас сум дипломиран економиста, размислувам, дека буџетот се празни, ние му ги финансираме со тие стотици милиони евра платите на нивните гласачи војници. Така е. Полтрони. И некој јадници од нив не одат ни на работа. Знаеме за случај, дали се не е битно, јас не правам разлика помеѓу националност, дали се тоа македонци, албанци, турци. Јас велам дека 32 години на власт се политичари кои што пред нив само го гледаат свој интерес, да се обогатат, да живеат раскошен расипнички живот, за народот не ги интересира, бидејќи делата го краса. Човек го гледаме, се уништи македонската економија, здравството, образованието, инфраструктура, све. Младите масовно бегаат. Еве денес читам податоци дека во последните 2 месеци 6000 работници заминале од приватниот сектор, и тие повеќето ќе заминат во странство. Да не зборувам дека ние не можеме да градиме држава и врвна економија и да имаме стрејкен народ и богат народ и психички и ментално и финансиски, ако ти вработуваш во јавните администрации, по државните фирми. Само тоа е рецепт за уништување на една држава, македонската држава. И ние гледате што ни се случуваат, случаја што беше со контрола на летање и така натаму, али во сите сектори си ги делат како мафијаши, тие се мафијаши. Вика, знаете, ние сме во коалиција, ајде вие ќе оземите овој сектор, ваму ќе имате толку 5, 7, 10 министри, ова е ваше, ќе си вработувате ваше. Па ова го нема нигде, бе, ова, се смеам сега, смешно ми е дека викаат луѓето полоше од Колумбија, па Колумбија 100 пати поарно од нас. Таму има можда поќе дрога. Па Колумбија ова го нема нигде на светот. Ова што ни се случува и зато јас како човек зато се ангажирав и зато да формираме еден политички субјект и денес работам со, бидејќи имам избори во април председателски, во мај парламентарни, работам со одредена група на политички субјекти да направиме еден моќен блок, фронт за спас на Македонија, така го викаме, и да се спротиставиме и пополека, но сигурно да ги рушиме овие од власт. Друго чаре немат и никој, верувајте, во криминални и политички структури не сака честни луѓе. Ете тоа сме ние со господинот. Еве, истанските дипломати, така, еве, вие го споменавте холандскиот амбасадор, претходно американската амбасадорка, вели корупцијата во државата е на ниво на пандемија практично. Еве и денеска Transparency International Македонија излезе со едно анализирање на состојбите на тоа како функционира системот институциите 2-годишен период, па вели состојбите во Македонија се со дијагноза на заробена држава баш од тие состојби од политиката практично, од функционерите, од нивни така. Не од политиката, криминал и корупцијата. Од криминалот и корупцијата, што ја практикува политиката, на тоа сакав. Црните листи, еве од вчера има обид, нели можност да се транспонираат во македонскиот правен систем
и да се санкционираат луѓето За што се мене тоа е Што значи срамен, тоа за вас? тоа е за мене срамен потез на нашава држава. Вие да имплементирате за дела кои што некој наш македонец ги направил надвор и таа држава да му го забрани влезот кај него и ти да го ставиш овдека на својот, да не кажам, уставен закон и тој да биде суден. Не имаме овдека сите институции кои ги имаат и нашите пријатели и во ЕУ, и во Велика Британија, и во Америка. Тука се прави договор меѓу институција со институција како тие работи да го сузбија тој криминал. Црните листи се финален производ за непожелност на одредени граѓани наши. Ние тој процес треба да го сопреме во почетокот. Затоа за мене се зборува за метнување со законско решение црните листи на Велика Британија и САД да влезат во нашиот устав. Ме молам, тогаш не е да се прогласиме дека не сме држава веќе самостојна. Ние порано да кажам дека сме, сателит или да не кажам некоја покрајна на овие големи земји. Па ние самите се руинираме овдека. Имаме институции кои што тоа се должни. Нека за мене моите политичари, мудри што сметаат дека се, нека ми направат систем како да го сочуваме човекот да не се замени од оваа земја. А оно што ќе си замени од оваа земја, што ќе работи за некој туѓ, па нека најде начин како да го ја обештите државата, бидејќи во тој човек што заминал со заеднет или високо образование. Во него сме инвестирале сите како општество. И граѓаните, и државата, и родителите во едукативниот процес, во школството, во неговото анализа која велеше дека во секој човек се инвестира државата за образование милион евра. Чини еден човек денеска вие да му даете алатка за занат, надвор да работи. Ние така ги пуштаме како да се вишат во наше општество, а недостасува веќе работна сила. Во многу занаети недостасува. Да не кажам градежништво, занечиство, дали плочкари, дали водоинсталатери. Имате многу работи кои што денеска веќе недостасуваат. Нема. Бегат и неимарите бегат од Македонија. Не само бегаат, да не кажем условно медицинскиот кадар, така, медицински сестри, бега се од Македонија. Зошто тоа е така? Не е проблемот мојата Македонија да се задолжи уште 3 пати поголем надворешен долг, ама да ми го сочува човекот овдека да ми го звани. Сепак човекот е најголемиот капитал. На младиот човек морам да му ги дадам сите поволности и да го убедам дека ова е неговото место кај ќе гради својата иднина, кај што ќе расне и ќе створи ново семејство. Ние го губиме најрепродуктивниот материјал на секоја држава. Тоа е човекот. Си заминува едуцирана популација, репродуктивна, регенеративна, кој што оди таму формира семејство, таму децата остануваат, ние останеме овдека. Ќе станеме како една оаза на пензионери. Не може така. Не се прави таква држава. Мораме, ние сме мали на политичките и мораме партии, да бидеме тука на тој план, многу безобразни да си го сочуваме човек. Дали гледате во проекциите на партиите дека нешто имаат некаква можност, некакви програми, проекти за да го сопрати да представуваат како брана на овој стварно масовен одлив на луѓе. Одеа младите, ма сега одат и повозрастните, нели? Младите па и нивните семејства. Огненовски, што е спасот? Спасот е на престојните избори да ги турнеме од власт СДС да поменетуи, да дојдат нови луѓе како нас, честни, професионалци, со богато минато искуство, богата биографија, да видиме кои се тие луѓе, успешни луѓе во својот живот. Пред се нас ни треба спасоец, значи тоа е најважното нешто, и ние како, јас лично како председател на Демократи, разговарам, кажав и со можност да формираме фронт за спас на Македонија, блок кој ќе биде мојкен, да имаме свој кандидат за председател, да излеземе на избори, за пополека, но сигурно да ги тргнеме еднаш овие досторнички здруженија кои што 32 години го лажат народо, имаат фантастични, да ги слушаш, да ги гледаш, пропаганди, програми, наводно идеологии. Гледам по градо, ДПМН почна да става, слушајте македонска музика, ние сме единствени спасители на македонскиот народ, па вие македонскиот народ порака да му пуштам до ДПМН го уништивте, го оплячкавте, го распродадовте, кога се договараше
СДС за промена на името и вие се договаравте Груевски со Бонева, све знаеме, слушаме, гледаме, ќе викаме Северно, нека не се прават лажни македонски патриоти. Не можат нешто да направат, не е битно што кажуваат во нивните програми. Единствен спас е луѓето како што се демократи, како се луѓето како Трифон, други луѓе имаме по светот, имаме луѓе поготово низ Македонија, способни луѓе, честни луѓе и нема друг спас. Ако останат овие и понатаму, и ако не ги рушиме пополека, но сигурно Македонија нема иднина. Младите масовно заминуваат и ќе заминат, не само бидејќи за пари, цел систем е трул, никој не сака во оваа држава да живе. Па гледате мафијата, политичката мафија, ја окупира државата, што ни се случува. Не е еден случај, не е ова само што ни се случува сега, денес и утре. Значи си према националност, према религија, си се вработуваме, глупости невидени, некој си таму договор од 2002, трета, Охридски, небро луѓе. Единствен услов за вработување да ги задржиме овие млади треба да биде стручноста, квалитетот, способноста на луѓето. Ние не можеме да вработуваме контролори, да испогинеме по авионите, некој таму бидејќи дуи го контролира тој сектор или не знам некоја друга партија контролира здравството или не знам што. Значи нас ни треба способни луѓе, професионалци. Има во Македонија, ако треба ќе повикаме од странство да ни помогнат. Так, ако нема овде. Еве, вие што ви говори ова, господине Костовски? Видите, вака што ја го кажа, јас сум убеден дека имаме многу македонци и во Македонија и надвор од Македонија кои се навистина желни да помогнат на собствените. Зошто се инфериорни? Не ги гледаме, еве, велите се желни, има луѓе, каде се тие луѓе? Скриени се некаде, инфериорни се, повлечени се назад. Политиката уби се што е најквалитетно. Верувате ме, политика, ако погледнете како беше составот на политичари во раните 90-ти години и како што денеска се наближува времето, се послаб квалитет на политички, да не кажам, луѓе гледаме во составите и на двете партии. Не можам да препознам луѓе кои што имаат навистина визија како оваа држава навистина да се стокне. Патот за стокнување на држава ќе биде многу тежок ако и доде права влада со навистина искрени жел, бидејќи да се искорени ова корупција и овој криминал, тоа ќе биде тежок пат и многу може да биде и крвав. Меѓутоа, има луѓе кои ќе се нафатат за тоа. Затоа, тоа е процес затоа ја велам, да се руши еден систем, треба многу малце. Ама да се изгради, тоа е веќе долг период. Затоа треба многу посветеност, многу искуство, многу знаење, трпение и дипломатија и политика. Ако сакаме да се вклопиме Мирјана во овој напреден свет. Денес објективно, светот го владее Америка, Европска унија. Мене ми одговарат културолошки тие две земји, бидејќи и историски и традиционално повеќе ми одговарат. Историјата ги менува империите. Утре ќе се појави Кина, ќе се појави Индија. Не ги знам тие култури, далечни ми се од моето секојдневие. Меѓутоа и овија империја што треба да биде многу поразумна, да го нависина правата на слободата, на човековите права, да ги имплементира во сите сегменти во нашето живење. Не може за некој да бидат мајка, за другите маче. Знаете што и довербата, така, и довербата во институциите, Европа и Америка беа некоректни во многу прашања. А може да помогне. Добро, тука така и дел од нели паѓањето на довербата и на нели на јавноста и за членство во Европската унија, меѓутоа и натаму е најдоминантно, нели 60% сепак се за членство во Европската унија, ние клониме натаму или поголемиот број од јавноста, но како и да е, граѓаните ја имаат изгубено довербата во институциите со секојдневни информации, вести со кои што сме бомбардирани за криминал ваму, се покажал криминал таму и сега не знам, дел смета дека тоа е само перцепција, меѓутоа еве има и докажување дека некаде и стварно има криминал и тоа како, што ми не алармираат станските дипломати. Се апсолутно потврдени. Кога мене Америчката амбасада и Европска унија ми вели дека тоа е тоа, што е веќе понатака ќе размислам дека тоа имплементира. Дотолку поише што ја лично на собствен грб имам тоа почувство. Така.
Еве, дали сметате дека ние имаме силни институции кои што можат да се спротивстават на тој криминал? Еве, меѓутоа ми се потребни луѓе во институции кои што не направи, затоа ми се потребни луѓе во тие институции кои што нема да подлежат на политичкиот лидер или него да му одговара, туку ќе одговара пред граѓанинот. Улогата на лидерот е да ги најде правите луѓе, да ги постави и да даде правила како ќе се однесуваат целиот систем. Ако од лидерот почне прво дека се зависи од него и дека тој е алфа и омега за нашава реалност, дефинитивно таа држава, на жалост, не може ништо да се направи. За жал, нашите така, партизацијата се го зеде своето, гледам и довербата во судството, вака, правосудството општо е најден. 90-те години кои спаднавме од СФР, ево го Јорго е тука и јас сум тука. Па ние за овие 32-34 годишен период, ние како народ се избербативме. Ги изгубивме основните чувства на честност, поштеност, на чесен однос кон работата, за чесен живот. Ние заборавивме што е достоинство, што е образ да испаднеш на улица. Ги заборавивме тие атрибути кои што го красеа нашево детство. И да не детство. посетуваме кога малку ќе зирнеме во социјалните мрежи што се случува таму, таков излив на омраза, на нетрпение, на напади, на навреди, на... За жал, тоа не е перспектива. Омразата носи само зло. Така. Еве, ви Огненовски, што мислите? Дали, еве, имаше некои и обиди за ветинг во правосудството дека нешто ќе даде, па за да се донесе законот за потекло на имот, уште не е донесен, иако има и други механизми, други закони во основа на кои што може, нели, да се спроведе потеклото на имот на еден политичар, на еден функционер, како ете, можна една алатка за да се спречи тој коруптивен бран и тоа посегање по државни добра. Видете, секогаш кажувам и пак ќе кажам, јас сум многу конкретен и многу не сакам нормално да зборувам. Добро, вие повеќе со политички речник, еве ќе ви простиме, бидејќи сте председател на политичка сигурно, партија. едно само ќе кажам, се додека се овие на власт 32 годишни багабонти, нема ние држава да имаме, нема да имаме реформа. Вие така ги нарекувате, сепак да внимаваме на речникот, да. Значи, тоа е вистина. Па ние немаме леп да јадим. Па народот пати, паѓа во тешка депресија. Па фамилите не ги уништија, не ги збркаја децата, ја уништија економијата, здравството, болниците ги претворија во мртовечици. Што да ги наречам? Како да ги наречам? Господа. Не е битно тоа. Битно е. Вие пак ќе речем, како демократи, можете ова држава да ја спасат, македонската држава. И можете еднаш за секојаш да креира функционална држава како што ние заслужуваме да имаме. Мала држава, милион и пол народ, толку дали сме останати. Територија мала, 2, 3, 5 мојтни бизнисмени што ги биват, ќе водат ова држава и ќе направат држава. Ќе имаме, ние ќе бидиме за наредни 10 до 15 години во првите 10 држави статистички зборувано, бидејќи сум економиста, во светот, дали тоа во делот на економија, делот на здравство, образование и така натаму. Срамота е да зборуваме за ова. Јас ќе искористам приликата да повикам Соединетите Амерички држави и Европа и сите пријателски држави на светот да ни помогнат. Да ни помогнат да ги тргнеме на за секојаш овие злосторници 32 години што уништуваат ова држава, што креираа криминален изборен закони. Но добро, еве тие помагаат на некој начин, они не можат да дојдат и да ни ги гласат. Ами јас ги повикувам да ни помогнат, се разбира, имаат тие методи, начини како ова може да се направи. Но најважно е, го повикувам народот, гласачите, да аѓаат избори. Повеќе да не гласат за помало зло, да гласат за добри, квалитетни луѓе. Значи, ова верувам во нешто, луѓе што имаат богата историја, не се гласа за некој што досега те лаже, така, те плачка. Вие и заради тоа нели инсистиравте условно речено спас за помалите партии со отворените листи, иако големите партии ветија еве не се успеа тие измени да се донесат на изборниот законник за воведување на отворените листи. Нешто има проблем и со
изборниот списокот на избирачкиот список практично. Вечера во емисијата Трилинг на телевизија 24 гостува поранешната директорка на Државниот завод за статистика Благица Новковска, која што вели државниот изборен список, избирачкиот список е практично не манипулативен, меѓутоа може да направи проблем, бидејќи оноку колку што е вкупното население, толку имаме и запишани избирачи, манипулативен и може да биде подложен на непосакувани состојби, да речеме да се манипулира и да се појават голем број на фантоми. Во историјата, дали очекувате нешто околу тоа да се направи? Само да кажам, во историјата на Соединетите Амерички држави со еден глас беше одлучено дали ќе се зборува германски или енглески. Со еден глас. Тоа пред 200 години зборува. Ние зборуваме за еден глас, ние зборуваме за фер демократски избори, ние зборуваме како да се спречат, што ние да направиме и да поставиме на секој избирачко место 3480 избирачки места камери, да не може да се крадат ливчината, гласовите, а не ние као понови партии кои што не можеме да обезбедиме 7000 луѓе наблюдувачи, државата нима оставено, бидејќи е криминално, се разбира, овие партии така си го направи законот. Јас се борам, ако го промениме криминално изборен законник, имаме фери демократски, ние чудо ќе направиме. Ако имаме отворени листи, луѓето ќе гласат, се окружуваат за човек, за име, за квалитет, а не таму гласаме, вика гласај за демократи број 13. И во тие 20, бидејќи одиме на парламентарни, можеш да имаш магаре, можеш коин да имаш, можеш да имаш криминалци, можеш секакви луѓе психопати. И тоа не се случува стално. Не може така да се работи во современите европски држави, воопшто во светот, кај што нема диктатура, повеќето се има со отворени листи. Зошто да не биде една изборна единица? Што е ова делиме? Заради некој и за нешто една изборна единица. Зошто гласо, ако демократи, кој да биде кандидат, од цела Македонија не се собира 6 изборни единици, намерено направено. Значи, не, јас секојаш велам, јас немам против никого, јас ги сакам луѓето. Рече сум демократ, затоа го избрав на името демократи. Демократија значи нешто ако се спроведува фантастичен работа. Демос, да, тоа е тимска работа, тоа е, ние не можеме со да имаш диктатори да ти кажува цело време како, па и најбогатиот човек да на светот, дали има фирми, не фирми ќе му пробам. Значи цела моја борба е и знам дека демократи заедно со тие луѓе што ќе работиме, ќе ги турниме од власт. Добро, убаво е оптимизам, ширите, тоа сигурно ќе се своето случи. членство, Сигурно ќе се случи. И мора. Јас Така, Костовски, околу вас со избирачкиот список и изборни законник, апсолутно тоа се работи, кој што цело време било кој од големите македонски партии манипулира таа што е во опозиција, дека тие ќе го менуваат и почнуваат некои постапки за менување на изборниот законник. Така, во прва фаза и помина, ама никако не дојде до втора фаза. Никако да помина. А тоа е затоа што точно така, ние сме денеска заробена држава. Заробена држава кој што фундаментот на тоа заробување токму изборниот законник, во кој што не може да се isprofilираат луѓе со квалитет кој што може да го пружат на државата на еден начин кој што е возможен. Денеска вие 10.000 гласови да соберете, е условно кажано, за председател. Па вие ќе треба да се искосите во Македонија. За 14 дена. За 14 дена. Тоа е апсолутно, тоа е невозможна мисија. А бирачките спискови нарочно се прави токму за да може токму постизборно, после гласањето да се дополнуваат кутиите со некои гласови кои што знаат дека ги нема, ама ќе бидат официализирани и тука ќе ни дојде и ОПСЕ, сите ќе кажат да, сето тоа е вред. И така ќе се биде. За жал, до сега така поминуваш. Дали ОПСЕ ќе се разбуди, дали ЕУ ќе се разбуди, бидејќи објективно мислам критиките кои што последно време доаѓаат и од господинот Гир, и од америчкиот амбасадор, и од останатите европски амбасадори се недвосмислени и јасно кажуваат дека веќе прагот на толеранција е поминат. Изгледа говорот дипломатски за вас, за нас не важи. Не го разбираме тој јазик. Сега ќе зборуваме на еден подруг начин. И еве сега е можно за нас, Македонија, ЕУ да воведе визен режим. Сега тоа за нашите сограѓани, да ви кажам, тоа ќе биде буквално секира во кој што
голем дел од популацијата, пак ќе се зегне по добивање на бугарски пасоши, на пасоши од другата околника што ќе може да се движат. Тоа се принципите на кои што ја не можам да ја кажам на Европа дека е мој пријател, мој непријател е. Тие не ми помагаат. Добро, може би тие ги носат од аспект на некаква дисциплина на тие што е водат државата, нели? Тоа е веќе казнување, бидејќи не, тоа е за мене казна. За мене казна бидејќи не ги ставивме бугарите во уставот и сега буквално Европска унија ќе ни нормално вие се работи кој што секоја држава се брани. И таа унија има право да се брани, ама не на овој начин. Господа, Огненовски и Костовски, благодарам што бевте дел од ова издание на емисијата. До некој народно гостување. Се надевам дека повторно ќе ги споделите вашите искуства и визии како да одиме сите напред. Благодарам што не покани и поздрав до гледачите. Од мене исто му честитам и Божик, и престојните празници, и прекрасна 2024 година. И годините што идат. И годините. Ама да створиме некои промени кои промени доаѓаат неминуно, друга светлина на мора да настанат промени, промените ќе дојдат, ќе победиме на изборите, мора да замени злото од Македонија. Да живее Македонија, да не живее македонскиот народ и сите народи и народности. Амин. Благодарам уште еднаш и благодарност до нашите почитувани гледачи. Имајте пријатна вечер со програмите на Телевизија 24. Довидување.